Што се случуваше 2009 Иванов стана председател. По моите информации, бидејќи Дејан Митровски Урко беше шеф на обезбедувањето кај премиерот Груевски, али сега нова фигура која беше поддржана ВМРО и кој сега ќе го обезбедува. Синиша кој беше командант на Алфите, јака приватна близина со председателот Иванов и после тоа се покажа дека е така бидејќи му стана советник за безбедност на председателот. Синиша Лексовски. Да, имаше конфронтации меѓу Урко и Синиша. Па секој сакаше на некој начин да биде и он шеф на тоа обезбедување. Урко како човек кај едниот, веројатно беше желбата да биде кај другиот. И така бидна на почетокот. Месец дена овој Урко го обезбедуваше со негови луѓе и имаше и репрекусии во тој фактички во цивилниот живот, кој да го преземе приматот. Јас тоа го знаев, да не се руга системот, бидејќи луѓето почнаа да зборат на таа тема. Леле, овие иста партија, ова она ќе се степаат за еден човек. Ја отидов и го предупредив Милков. Добро ќе го реши. Он не го реши тоа, што е грешка. Значи не само таква, веројатно има милион такви ситуации каде што некој дошол да му каже проблем, а треба да го реши, он не го решавал. Јас од моје искуство може да кажам, моите атакувања биле он не го реши. На крај се пожали дека некој го изиграл, а тоа беше од страната на Синиша, преку ноќ му ја зема екипата од Алфите, се потпишаа наредби, го зема председателот, таа екипа се врати назад од кај што била на Урко и тука веќе стана голем ривалитет меѓу двајцата неформални ликови со мој. Така, можеби и тие конфронтации после тоа на адреса председател Иванов со Мијалков, директорот, преку Синиша, бидејќи Синиша си беше многу близок, не му можеа ништо да му направи, бидејќи он го тоа направи, си стана советник и тука се направи тој јас, ама тоа не го реши он.